Големото срце пак почна да чука. На Штипјани ќе биде мука. Некој ќе спие, некој ќе работи, а некој пак дома ќе седе. Јас сум се задоволен што сатото чука, си спијам и без мука. Со возбуда помешана со голема љубов кон својот град, 67-годишниот штипјанец Никола Камчев на ваков начин го најави повторното активирање на градскиот саат. Мотивот да се нафати да го возобнови над 15 години замрениот саатен механизам бил подкрепен и со доза на инает, раскажува со пиетет Чичко Коле. Која може да чука скопскиот саат, битулскиот, велешкиот, а ова е единствено Источна Македонија, зашо да не чука? И тоа ми падна криво. Во каква состојба го затекнавте? Зарагивен, сали зарагивен, ништо не работи. Околу него и прашина, нема ништо, едноставно, буквално мртовец. Како да кажем, другојаче и не може и да се изразиме. Не било лесно да се реактивира некогашниот на широко препознатлив белек на Штип. Потребно било неколку денови да се исчисти дебелиот слој на нечистотија на собрана на саатниот механизам. Но што е квалитетно направено, веднаш покажува, тврди нашиот соговорник. Откако го исчистил, го навил и саатот без проблем проработел. Една по една сајли, зупченици, улје, нафта, за да може тоа да преработат. Толку години е стојан и мораше да се учинат, ако да кажем вие 5-6 дена, 10, колку он беше работен. Може би сега не е точен. Јас знам дека не е точен, али ќе го дотерам да биде како Дигитрон. Јако он е механички саат. Иначе е направен во Австрија. Татко ми беше роден 910, вика, ја дете бе, вика, татко ми е роден у Штип, вика, јас не памтам кога е саатот не е работил, работил ја, вика, и пред мене. Во отсуство на прецизни историски податоци, експертите од Штипскиот завод музеи сметаат дека саатот е вграден во кулата кон крајот на 19-тите и првите години од 20-тиот век. Без престанок, со редовно негово одржување и навивање од страна на семејството Камчеви, каде Чичко Коле е трета генерација, бидејќи пред него неговиот дедо, потем татко во соработка со познатото саатчиско штипско семејство Аџијандови, работел се до пред 15 години, кога меѓу последните одржувачи, а воедно и навивачи на саатот, били познатиот Ристо Донев учителот. Одржувањето и неговото навивање, иако на изглед е лесна работа, сепак не е, тврди Камчев. Саато работе у 24 сата еднашка се навива. Има работен дел, кај шо работе саато, има за камбанеријата друг дел. Кај шо, да речеме, за да чука саато, мора и другиот тек. Затоа се тие два тега доле, едениот е работен, да работи саато, а другиот е за да чука. Еве како се чувствувате сега кога повторно го слушате неговиот звук? Добро, на мене ми е кеф. Кеф ми е, треба да ви биде кеф и на Штипјани. Радоста, потсети Чичко Коле, потребно е да ја сподели и локалната власт. Само со нивен несебичен ангажман, овој редок спомен на културата и сведок на грст историски случувања на штипските сокаци, што ако не биле запишани, водите на Брегалница одамна ќе ги однеле во неповрат, ќе биде комплетно како во обнова на изгледот на саат кулата, стара над 4 века, така и на неприкосновениот чувар на времето во Штип, стар над 120 години.